Ерата на дигитализацијата е почната. Интернетот ги промени нашите животи. Вештачката интелигенција е новото ниво со кое сме соочени, без разлика дали прифаќаме, признаваме или не. Оваа технологија има потенцијал да го трансформира начинот на кој се учи, а многу веројатно и начинот на кој ќе се предава. Денес во приказна ќе зборуваме за вештачката интелигенција и образованието. Живееме во дигитална ера која побрзо од очекуваното ни ја отвора вратата на вештачката интелигенција. Горивото на вештачката интелигенција се податоците. Неодамнешното истражување од областа на аналитиката покажа дека најбарана вештина во иднина ќе биде податочната писменост. Во 80-тите години развиен е модел 70-20-10 за тоа како учиме. Се смета дека најмногу учиме преку искуствен модел 70%, потоа преку интеракција учиме 20%, а 10% од посета на формални образовни настани. Водејќи се од тоа, развиена е платформата Monsoon Sim, која воедно се базира на бизнис симулација, значи се симулира бизнис окружувањето, онака како што и реално е. И геймификација, значи се вклучуваат елементи на игра во насока да се премости тој јаз што постои помеѓу теоријата и праксата. Развиена 2012 година, а за прв пат во образование се применува од 2013 година. Постојат главно 4 столба на кои што се фокусира оваа платформа. Првично тоа е геймифицирано учење. Како што споменав, е платформа која вклучува елементи на игра. Во смисла, имаме сертифициран обучувач, кој што може да биде од академската средина, меѓутоа може да биде и од компаниите, корпорациите. Тој, значи, го има добиено сертификатот да може да едноставно работи со оваа платформа и потребно е сите учесници да бидат поделени во тимови. На тој начин што или тие основаат компанија, затоа што имаме, значи да кажеме, ученици, студенти кои што не сакаат да работат во компании, сакаат самите да започнат бизнис, значи имаме можности и за предприемништво во оваа платформа, а од друга страна, значи може да работат во одредена компанија и да ги разберат бизнис процесите. Во таа насока имаме, значи, еден тип на надпревар. Секој тим е конкуренција за другиот тим. Пример, тие нудат ист производ или иста услуга на пазарот, значи го имаме тој елемент на надпреварување, и од друга страна имаме покажување на резултати. Значи, модераторот, едукаторот е тој кој што определува како ќе го мери успехот на тимовите, значи кои метрики ќе бидат користени за перформансите и буквално се гледа кој тим какви резултати постигнува. Значи го имаме тој елемент и на надпревар и на покажување на резултати. Тоа го прави самиот процес да биде забавен за учесниците, а втора работа возможува една инклузивност затоа што сите се дел од таа така наречена виртуелна училница. Покрај овој елемент дополнително имаме можност да го следиме прогресот. Значи едукаторот гледа како постапува секој тим и какво е учеството на секоја поделна индивидуа од тимот. Тоа овозможува оние ученици, оние студенти кои што можеби се остануваат за другите, да им се даде фидбек во реално време за да може да ги подобрат конкретно резултатите. Се применува во низа бизнис концепти од маркетинг, финанси, па како што споменав и дел предприемништво, и овозможува да се симулираат реални сценарија. Значи тоа со кое што учесниците би се сретнали во реалниот бизнис сектор. Платформата има широка примена. Основната идеја е учесниците да можат да ги разберат, значи, секторите во бизнисот, во компаниите, во корпорациите и да ги разберат бизнис концептите во поотделни сектори. Затоа што, пример, еден бизнис студент стекнува знаење од поделни дисциплини, меѓутоа овде се гледа буквално синергијата. Значи, ефектот кој што се постигнува да може тоа да го разбере во една конкретна целина. Така да, пример, ако се земат елементи од финансите, може да се посветиме на финансиска анализа, на буџетирање, од дел на маркетинг, како да позиционираме производ, како да ја направиме ценовната стратегија, човечки ресурси исто го вклучуваме со цел да имаме регрутација на вработени, нивна обука, следење на перформанси, така да има мноштво елементи и бизнис концепти кои што оваа платформа ги обединува. Monsoon Sim се применува во повеќе држави во светот.
каде све се применува, јас овдека ќе споменам дека ја користат околу 290 универзитети и корпорации ширум светот. Има повеќе од 2000 сертифицирани обучувачи и преку 120.000 учесници кои што минале низ процесот на самата платформа. Со тоа што бележи примена во Австралија, тука е Дикин школата за бизнис, бележи примена во Соединетите Американски држави, ќе споменам неколку од престижните универзитети, државни универзитети, како што универзитетот во Пенсилванија, Аризона, Мичиген, потоа во Сингапур и, да речеме, на ниво на Европа, се применува во Германија, во Украина и трета на картата на Европа е Северна Македонија, со тоа што конкретно оваа платформа за прв пат беше примената на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на економскиот факултет на предметот Основи на бизнис аналитика, кој воедно и го водам на оваа високообразовна институција. Платформата кај нас предизвика задоволство кај студентите кои се стекнаа со овие вештини. Јас се применив 2021 година оваа платформа за прв пат на институцијата, како што споменав на предмет Основи на бизнис аналитика, каде што креирав бизнис окружување за студентите, да едноставно сите работат во компанија од иста дејност и нудат производ на пазарот, така да тимовите на студенти буквално си беа конкуренција. Тие овозможија да видат какво е влијанието на конкуренцијата, да ја воспостават ценовната стратегија и конкретно кога треба да намалуваат цени, кога да зголемуваат согласно низа влијанија кои што се случуваат, да направат соодветна стратегија и за човечки ресурси, да анализираат продажба, ако веќе имаат готовина како да управуваат со готовина, ако бизнисот добро им оди, каде да се прошират понатаму, што е од суштинско значење, избор на локација и на кој следен пазар би можеле да настапат. Така да конкретно овдека направивме едно поврзување. Значи, во едниот дел од изучување на предметот ние учевме методи и техники на аналитиката, која што главно има 4 дела. Тоа е дескриптивна аналитика, која секогаш ни дава одговор на прашањето што се случило. Значи, какви ни се резултатите. И студентите овдека ги визуализираа постигнатите резултати. Потоа се постава многу значајно прашање зошто резултатите се такви. Значи, зошто приходот во некои денови е повисок, во некој е понисок, зошто трошоците пораснале. Значи, така да тука ги диагностицираа причините на постигнатите добиените резултати. Се движевме понатаму во тој така наречен столб на предиктивно моделирање, кој што ни дава одговор на прашањето што ќе биде во иднина. Значи, тие користеа методи и техники да предвидат пример каква ќе биде идната продажба. Значи, дали клиентите ќе продолжат да го купуваат производот, услугата или можеби, нема да бидат веќе лојални на нивната компанија. И на крајот користеа методи на симулација, на оптимизација, да ни дадат одговор на прашањето што да се прави понатаму за да ги постигнат поставените таргети. Правеа сумарен извештај, во тој сумарен извештај ги презентираа сите овие наоди и што е од суштинско значење секој член на одреден тим, значи мораше да учествува во таа презентација. Покрај стекнување на оние вештини како решавање на проблеми, одлучување, аналитичко, критичко размислување, што стварно се круцијални за бизнис секторот, тие се стекна и со овие меки вештини. Значи комуникацијски вештини, зошто е важно да се работи во тимот, зошто е важна конкретно и самата оваа анализа на податоци. Јас секогаш кога ќе се постави оној дел за стекнување на ново знаење и вештини, се надоврзувам на мислата која што има кажано најголемиот гуру за менеджмент Питер Дракер, кој вели дека најважната вештина на 21 век е вештината да се учат нови вештини. Значи, само така можеме да едноставно бидеме компетентни и да одговориме на сите предизвици во бизнис секторот. Како вештачката интелигенција моментално се користи во образованието? Како и кои се потенцијалните придобивки и предизвици на оваа технологија од аспект на образованието? Ви откриваме во приказна. Улогата на технологијата во образованието се интензивираше во изминативе неколку децени, а вештачката интелигенција не е исклучок. Анализите укажуваат дека во периодот кој следи употребата на вештачка интелигенција во образовниот систем ширум светот ќе порасне за 50%. Иако многу образовни експерти веруваат дека присуството на наставниците не може да се замени со оваа технологија, сепак таа целосно ќе го трансформира начинот на кој што се организираат и спроведуваат наставните програми.
некои истражувања велат дека децата кои денеска се во образовен процес, некаде до 2065 година, ќе се вклучат на работни позиции кои денеска не постојат, замислете. Што значи дека ќе се изградат некои нови работни позиции, ќе живеат во еден многу поинаков свет од денешниот, очигледно веќе тоа почнува и така да личи, да се менува, се разбира. Така што она што на децата им треба е да научат технички вештини, пред се дигитална писменост, да развиваат критички ум и осврт кон технологијата за да дадат еден подобар фидбек и да ја развиваат технологијата. Таа сепак ќе зависи од човек. Образованието денес во 21 век невозможно е да го објаснуваме, да зборуваме за него, да го менуваме, да го реформираме изолирано тоа што се случува во општеството и во глобалниот свет. Изолирано тоа што се случува во економијата, во политиката, во културата, во системот на вредности, во нашата традиција. Ние дефинитивно имаме толку предизвици пред нас, пред кои што единствено образованието и науката можат да дадат придонес во вистинските промени и реформи кои што сакаме да ни се случат во општеството. Затоа можеби најголемиот и најважниот проект на нашата држава всушност треба да биде зајакнување на тој триаголник: знаење, образование, истражување, иновации, со цел да можеме да стигнеме до поквалитетен живот. Она што е сигурно е дека промените ќе се случуваат многу брзо. Секогаш сакам да кажам дека во позитивна насока ќе направи промени вештачката интелигенција, особено што ние изгубивме битката одамна со машините. Ние како луѓе изгубивме битката со машините во делот на процесирање на информации, во делот на чување на информации. Тие се многу помоќни, побрзи и тука би требало да ја оставиме задачата да биде нивна, а ние луѓето во училниците треба да ги користиме во позитивна насока, како наставниците, така и учениците. Пред се треба да ги научиме децата на една позитивен фидбек или позитивен бенефит на машините, пред деструктивните последици, пред деструктивните елементи кои може таа да ги понуди. И во таа насока да го градат истражувачкиот дух. Не е еден извор, не е една книга, туку достапноста на информациите насекаде околу нас. Многу побрза, многу полесна сега и треба да научат како да стигнат до некоја информација, а не само да соберат знаење. Клучниот момент на компетенциите за кои што ние треба да разговараме се колку ние сме спремни и подготвени за промени, бидејќи она за кое што се зборува, она кое што го најавува иднината дека треба да влегува преку образованието е дека 4 клучни компетенции на овие генерации ќе им бидат најважни, а тоа е како комуницираме, какви релации создаваме едни со други и колку тоа знаеме да го правиме добро денес во 21 век и како тоа се одразува на се понатаму во животот. Креативноста, но креативноста не само како нешто кое што се случува во феноменот на уметноста, туку креативноста во физика, креативноста во хемија, во математика, во јазик, во литература, во спорт, нешто кое што е клучно за поддигање на нивото и квалитетот на она што е претприемнички дух, иновација, нова вредност. Персонализираното учење, стекнувањето нови вештини се само дел од придобивките кои ќе можат да се искористат. Достапност, флексибилност, поперсонализирана, да кажам, поперсонализирана патека за учење за секој што е инволвиран, одговорност пред себе, дека се тракира, се мери, можеме јасно да видиме што е добро и треба да го да продолжиме да го правиме, што не е толку добро и треба да го промениме. Секој поправач на граматички грешки е производ на вештачката интелигенција. Па според некои истражувања, практично вештачката интелигенција или генеративната вештачка интелигенција го намалува времето на изработка на документација за определени решенија, како и генерирање на код, значи за пократок временски период, тоа го прават програмерите во однос на некористење на вештачка интелигенција во својот процес, што не е случај со некои комплексни задачи, но во тој случај пак им помага во постапката на разбивање на некакви дилеми во користење на еден или друг код, учење на некои непознати нови јазици и така натаму. И што е најважно, се можат да видат кои се трендовите, кои се праксите, кои се добрите можности што ги нуди светот
и да го споредат и спроведат тоа тука. Така што тоа е многу голема предност, која што не само што ја користат, туку треба многу повеќе да ја користат во овој дел. Вештачката интелигенција не е таа која го води процесот, туку е алатка во процесот и баш затоа таа помага во процесот на креирање на апликации, а програмерот е тој што сепак е човечкиот инпут кој ги знае сите останати фактори и го води процесот. Образовните училници можат да станат глобално достапни за сите ученици со алатките за вештачка интелигенција, дури и за лицата со попреченост. Содржините за учење ќе може редовно да се ажурираат со помош на вештачката интелигенција, што ќе ги направи часовите поинтересни. И социјалните медиуми од нивната појава пред некои 15 години па сето сега и така го сменија начинот и на кој што купуваме и на кој што комуницираме и на кој што учиме и дефинитивно на кој што работиме. Со нивното станување на дел од секојдневниот живот дефинитивно се отвори можноста и потребата од професионалци пред се во визуелната интеракција и во комуникацијата, како графички дизајнери и специјалисти за социјални медиуми кои што на компаниите ќе им овозможат преку социјалните медиуми уште подобро да ги запознаат и да им бидат достапни на потенцијалните купувачи. Вештачката интелигенција има потенцијал да ги трансформира индустријата и универзитетската настава преку обезбедување персонализирани повратни информации и поддршка во реално време за прашања засновани на теорија. Вештачката интелигенција ќе го персонализира образовниот систем преку адаптирање на материјали за учење според индивидуалното ниво на знаење на секој ученик, подготовка на персонализирани текстови за секој ученик, подготовка на дополнителни ресурси за ученици кои што сакаат дополнително да истражуваат за одредена тема. Во комбинација со други технологии како VR, вештачката интелигенција може да го поттикне учењето преку симулирање на различни визуелни, аудитивни и тактилни искуства. Ова создава извонредно учење и го менува начинот на кој учениците го перцепираат материјалот. Пристапот ги прави учениците поангажирани и ја стимулира меморијата и сеќавањето. Институциите за развој на образованието се ставени пред предизвикот да бараат иновативни решенија и креативни идеи за релативно краток рок. Кај нас се уште постои сериозен јас помеѓу формалното и неформалното образование во делот на дигитализацијата. Се што е неформално, па дури би кажал се што е приватно образование, многу полесно се адаптира и прилагодува новите потреби. Вие ако се завртите кон САД, ако се завртите кон Западна Европа, ќе видите дека одамна има курикулуми кои што се достапни онлайн и кои што се сериозни кредити, а дури и завршени степени на образование за секој човек. Дигитализацијата во 21 век, во 22 година од 21 век е потреба, е нужност, е нешто кое што дава многу можности. Ако ја негираме, ако продолжиме да сметаме дека само еден начин, традиционалниот е добар, нема да постигнеме и нема да ги стигнеме, особено младите нивните врсници од светот. Токму затоа апелирам да овој јас што се создава кај нас да се надмине. Важно е децата да разберат како функционираат овие технологии за да ги разберат можностите, но и ограничувањата и ризиците што ги носи вештачката интелигенција. Каква ќе биде употребата на вештачката интелигенција во поглед на развојот на образованието? Што таа ќе донесе во образованието во иднина, а и во сегашност? Добро, значи вештачка интелигенција веќе е широко применета во разни области, меѓу другото и во образованието може да се употребува со персонализирани содржини, ако ништо друго, да се открива нивото на знаење на ученикот, на студентот за одредена област и соодветно на тоа да нуди полесни, потешки подпрашања и така натаму, за да се научи подобро таа тема, например. Во поглед на развојот моментален на вештачка интелигенција, значи тоа сега што станува актуелно со овие чат-ботови што ги викаат, значи тие се на некој начин само имитатори на тоа што го виделе, претходно го прочитале. Се уште не сме достигнати ние до ниво на развој да може да ни откријат некои нови знаења, например, што го мачат човештвото. Например, лек за рак,
или ладна фузија, или не знам како да живееме во подобро, похумано општество. Така да тие работи остануваат и понатаму луѓе да ги мислат и да ги решават, но мислам дека има според еден автор, вика тој предвидува дека 2050 година негде ќе се стигне до таа точка на сингуларност, точка од која што нема враќање, каде што машините ќе почнат да си прават самите подобрени верзии од себе и вкупно, значи, некаква интелектуална моќ на тие машини ќе ја надминува човековата способност. Тука каде ние може и треба да се пронајдеме, значи, прво и во однос на работни места, значи голем број работни места се веќе загрозени и ќе бидат заменети со вештачка интелигенција, со автоматизација, но тоа што ќе остане, тоа се, значи, меѓу човечките односи, таа близината која што може да постои помеѓу луѓето. И заради тоа таквите работни места и последни ќе бидат заменети. И ние всушност треба во иднина повеќе на тоа да се посветиме. Дали ова значи дека треба да се направат преиспитувања на образовните процеси во иднина, што ќе биде клучно во поглед на вештачката интелигенција и овие промени кои што треба да се случат? Значи, мислам дека прво за студенти, например, тоа ја што би препорачал, тоа е што повеќе интердисциплинарност во знаењето, бидејќи тие што ќе знаат нешто повеќе да кажат, тоа ќе биде спојот на разни области да ги поврзат знаењата помеѓу нив и така да придонесат со нешто ново. Но за учениците, например, и за децата, тоа што треба повеќе внимание да се обрни е за нивната меѓусебна комуникација, нивното дружење. И тука, еве да го тргнеме на страна школскиот дел, него вон наставните активности, значи треба многу повеќе внимание на тоа да се посвети. И развој на мозокот, на личноста, не само преку учење, секако не преку учење на факти, бидејќи тоа гледаме дека тоа е веќе заменето од пред 20 години, не е само од вештачка интелигенција тоа заменето. Туку развој на целокупниот мозок, на сите способности на човекот, па така, значи ја тоа што сметам дека треба е многу повеќе внимание обрнување на уметности, значи на ликовни секции, на хор, значи на пеење заедно во хор, бидејќи така срцата ни се синхронизираат кога пееме заедно во хор. Враќање назад на оркестри, мандолински оркестар, значи музички инструмент за секое дете треба да има по школите. Потоа за физкултура, значи спортови, многу повеќе активности, заеднички такви групни спортови. Каква е тука улогата на оние кои што го пренесуваат знаењето, на воспитувачите, на професорите, на наставниците, на едукативниот кадар? Добро, во однос на пример, оценувањето. Знаете, дали има смисла ние да продолжиме со истиот начин на оценување, кога масовно може да се препишува со помош на такви некои алатки. И заради тоа, значи, треба тука да се смени тој дел и на факултетите, например, да се вратиме како што беше порано, значи на устно испрашување. Дали вештачката интелигенција ќе може да ја улесни работата еве на наставниот кадар во таа насока, во поглед на администрирањето, во поглед на забележувањето, односно евалуирањето на развојот на еден ученик, студент? Може би, се уште не сме ние во таа фаза, но пак ќе речам со многу по-фина и детална на некаков начин, значи анализа и фактички откривање на послаби аспекти од знаењето, без да е тоа некаква крајна оценка. Значи може тоа како повратна врска да се дава повеќе пати во текот на семестарот, например, во текот на тој еден предмет,
И ние тоа се трудиме да го правиме, значи нема само завршен испит, него повеќе пати ги оценуваме, така да за одредени делови секако дека би можело да се употреби и вештачка интелигенција. Но во моментот повеќе од другата страна некако употребувана таа вештачка интелигенција од студентите за да препишуваат. Знаат ли да препознаат професорите, наставниците кога ќе го забележат тоа како тренд? Знаете како во моментот развојот е да тоа личи дека е многу паметно кажано, а всушност внатре кога ќе го прочитате подетално ќе сватите дека е сосема погрешно. И овој тренд, значи моментално што е најпопуларен за вештачка интелигенција, значи тоа не е смислено, ако мислите вие, да луѓето знаат како човекот мисли, па сега ние ќе направиме копија. Него повеќе е тоа како со експериментирање стигнато до ова. И ова е значи малку поинаков начин од размислување отколку кај човекот. Многу сличен е, но е различен. И заради тоа како моментално, не викам тоа, значи ќе биде уште потешко, ама моментално се открива. Размислувате за некакви средби, за зборување, за споделување на искуства, бидејќи се чини дека ова многу брзо ќе се движи и многу брзо ќе треба да се превземат некакви чекори со цел да се направи дистинкција на доброто и лошото, односно да се извлече поука што може да се користи како алатка, што ќе биде добробит, а што пак треба да се користи како развивање на вештини на нас како луѓе. Ние на факултетот организираме разни настани и баш се ова лето ќе има од една организација на студенти, таа BEST се вика, за студенти на технологии настан и го крстивме да биде за нечиство на вештачка интелигенција. За да бидејќи знаете како секој развој на технологија, па и на вештачка интелигенција, значи на почетокот тоа е некаква наука, многу апстрактно меѓутоа после се сведува на инженерство, каде што се учи како да се проектираат поголеми системи и така натаму, и на крај примената дури може да се сведе на занаетчиство, каде што тоа е многу лесно. И одредени аспекти на вештачка интелигенција во овој момент всушност се така сведени да се многу лесни за употреба и ние ќе пробаме значи за една недела збиени предавања на други студенти, значи ќе има и наши студенти од Финки, но ќе има и други студенти од цела Европа и од други типови на факултети, ќе пробаме да им покажеме значи каде се може да се применува и секако за добробит на човештвото, а не за злоупотреба. Па дефинитивно би рекол да, затоа што мислам дека секој мора да остане во текст со новите технологии, со новите можности, алатки, софтвери и слично што се достапни на пазарот, па и ова како една новост која што константно расте, мислам дека да. Па да, со тоа што еден од предметите кои ги предаваме е дигитална манипулација на фотографија, па тој до сега се правеше со алатки како што се Photoshop и така, сега има други достапни, но мислам дека секогаш креативноста треба да остане кај креативецот, да се користи до некоја граница. Овие алатки се тука за да останат, нема да си отидат во некое скоро време. Баш заради тоа ние во Семос Едукација сега правиме и програма за дизајнирање со користење на вештачка интелигенција, односно како можат сите дизајнери, илустратори, уметници и слично да ги искористат овие алатки во нивна полза, можеби да заштедат време или да го убрзат процесот на развој на идеја и слично. Па да, секако дека постои, но со сите тие креативни индустрии, значи како што е музичка, дизајн, уметност, било каква, мора да се задржи таа креатива кај самиот креативец и константно има нови закони, регулатива, некоја во различни држави има различни правила за што и докаде смее да се користи вештачката интелигенција, така што еве јас како дизајнер константно секој ден ми е учење на новите правила. До некаде да, со оглед на тоа што јас имам и претходно искуство и во филмската индустрија како артист за визуелни ефекти, многу
често се случува да се менува лик на некој глумец во филм, во серија и слично, како што сега во најновиот Индиана Джонс на Харисон Форд, има, па кога гледате филмот ќе видите, но и апликациите од социјални медиуми како Instagram, TikTok и така натака со нивните филтри константно го полнат тој некој датасет со фацијални експресии, движења и слично. А од аспект deepfake, да, е до некаде, нели, некоја загрозеност да речам, но заради тоа се тука службите и константно и се развиваат софтвери кои што можат да препознаат дали е нешто вистински снимено или е некако на било кој начин изманипулирано со тоа видео или со таа фотографија и слично. Вештачката интелигенција ќе остане овде, дефинитивно константно се прават нови алатки, нови можности, апликации и слично. Ние мислам дека треба секогаш да го задржиме тој момент на креација кај нас луѓето, а овие да ги користиме како алатки. Зошто? Па креацијата е нешто што е најчовечко и самата креативност и идеја, иновативност и така натака, така што мислам дека секогаш ќе се почитува тој аспект, а дека ќе има новости константно дека се развива, мислам дека сите би требале да останеме на некој начин во текст со сите овие новости, затоа што секој дневно има нови работи и сите ние мисламе како дизајнери и фотографи, уметници и било што мора да останеме во текст со сите новости и да ги следиме, затоа што нема да престанат. Вештачката интелигенција може да биде корисна алатка за обезбедување повратни информации и поддршка на студентите, но таа не треба да го замени критичкото размислување и анализата, што се вклучени во креирањето на добро истражувачки труд или пак проект. Ова може би ќе ја зајакне улогата на професорите да практикуваат морално лидерство, што ќе поттикнува етичко однесување на сите ученици. Ерата на ChatGPT е започната. Разумното, рационално и етично користење на чатботовите е и основата за правилно користење. Инаку, како и за секој нов производ и услуга, постојат дилеми, особено во етичноста се разбира и особено што тоа е нов производ, па и се регулира допрва, така што веројатно малициозните обиди да се наштети со помош на користење на чатботовите се она што прво треба да се ограничи. Тоа и го прават големите вендори кои произведуваат сервиси кои користат вештачка интелигенција, но секако мора да се работи и на свеста на корисниците во делот на користењето на вештачката интелигенција и сервисите кои таа ги нуди. Алатката е импресивно научно и инженерско достигнување во секој аспект, но сите мора да разбереме дека вештачката интелигенција не е само оваа популарна апликација, туку тоа се и социјалните мрежи, каналите на YouTube, текстовите на порталите кои ги следиме. Предстои една дигитализирана иднина, можам слободно да кажам, веќе се подготвува таквата средина чекор по чекор. Насекаде околу нас ние генерираме податоци. Тргајќи од неофицијалните податоци кои ние како индивидуи ги генерираме секојдневно, па потоа податоците за медицински цели, бизнис цели, научни цели, така натаму, тие се основата за вештачката интелигенција и генерално машин лернинг моделите кои се основата на вештачката интелигенција. Затоа што знаеме дека вештачката интелигенција впрочем представува и манифестација на човечката интелигенција со помош на машините. Ние процесираме информации, па и машините, се разбира, основата ја користат во податоците, така што веројатно она што ни предстои во иднина, не само чатботовите, туку и се што ќе вклучи сервис како вештачка интелигенција, ќе ни овозможи да стигаме до одредени информации многу побрзо, ќе го промени начинот на функционирање на луѓето генерално во секојдневието и во бизнисите, во компаниите, во секој сегмент на општеството, ќе го промени начинот на учење. Некогаш ќе ги поедноставува работите, но секогаш ќе биде тука човекот да ги подобрува истите. Тоа е прилично популарно во последно време, посебно со појавувањето на тие големи јазични модели како што е ChatGPT и така натаму. Може да биде и позитивно и негативно.
Меѓутоа има многу позитивни работи, повеќе отколку негативни работи. Треба да ги видиме кои се негативните и да направиме соодветни алатки кои што ќе не штитат од негативните. Класичен пример беше со тоа што сега имаме алатка која што ќе кажеме да ни напише, не знам, семинарска работа или есеј, и автоматски имаме есеј напишан кој што ние немаме никаков инпут со тоа. И тоа многу често спаѓа како плагиаризам, нема никаков интелектуален напор од студентот. Сето тоа треба да се регулира и да биде забрането. Меѓутоа, од друга страна, имате на моќна алатка која што може да искористите како личен тутор, како личен професор. Значи, главен проблем во образованието е што еден е професор на 30, кај да се случува дури на 50, 60, 100 студенти. Тој професор не може да посвети внимание на сите. Меѓутоа, ако студентот има алатка која што може да ја прашува цело време додека нешто не е јасно, ако се користи во таа насока, потенцијалот е огромен. Всушност, Харвард само што објави пред 2 дена дека на првиот курс што го имаат за компјутерски науки, секој студент ќе има пристап до една таква алатка и преку таа алатка ќе го следи цел курс. И сега целиот овој вау ефект што го имаме со ChatGPT е добиен само на база и на ништо друго на многу големи матрици кои се тренирани со неколку трилиони зборови, собрани од целиот корпус на човечкото литературно творештво, собрано од книгите, од веб и така натаму. Така да нема ништо вау, нема ништо магија овде. Целата вештачка интелигенција не е ништо повеќе од множење на матрици. И ова сакам да го кажам преди тоа што со појавата на ChatGPT почна да се појавуваат и дискусии на тема дали тој е свесен, дали е интелигентен, дали има самосвест, што и тоа да значи, пошто уште не знаеме де факто не знаеме што значи тоа. Меѓутоа стојам позади тврдењето дека нема ништо од тоа, дека позади множење на матрици не може да има свест. Четботовите се компјутерски програми дизајнирани да симулираат разговор со друг човек на интернет. Тие наоѓаат широка примена, можат да бидат интегрирани на вебсајти, потоа платформи за пораки, мобилни апликации, а може да обезбедат брзи и автоматизирани услуги за клиентите, да извршуваат рутински задачи, да решаваат одредени зададени проблеми, да нудат информации и препораки. Во високото образование мислам дека може да помогне во дел на поттикнување на некои различни активности во рамки на самите предавања. Може да помогне со додека се користи рационално и со додека се користи умерено. Не сметам дека може да биде замена за традиционалните предавања и прашања и активности кои што ги имаат конкретно кај на студентите, но сметам дека може да се вметне и да биде некој помагател паралелно на изведувањето на традиционалната настава. И како што луѓето се научија да живеат со тркалото, со огинот, со електричната енергија, со компјутерите, под пред 6 месеци ќе мора да научат да живеат и со ChatGPT. И да го употребуваат правилно. И можеби треба да се иницира и едукација што значи ChatGPT и како тоа да се користи, преди тоа што фактот е дека тој се користи многу. Ако моето дете го користи, си ги пише домашните задачи, и ако на конференции среќавам жени на 65 години вработени кои кажуваат дека во работата на работно место им помага ChatGPT, тоа значи дека стварно се користи многу и дека е исклучително корисна алатка. Меѓутоа, треба да ни фали едукација на луѓето за ограничувањата и за можностите на ChatGPT, бидејќи ChatGPT како работи? За дадена низа на зборови, све што прави го предвидува најверојатниот следен збор што доаѓа после тој. И ништо повеќе. И тоа го прави само после неколку трилиони множења. И тоа е све. Меѓутоа, текстот што го продуцира е синтаксно и семантички точен, меѓутоа не е 100% фактографски точен. Така да халуцинира тие побегнувања од трасата на фактографската точност, се наречени халуцинации. Затоа сме свесни и ако некој се задлабочи подлабоко
во начинот на кој се генерираат тие следни зборови, ќе свати дека тие се намерно вметнати за да му се возможи да функционира. Без да му се возможи да функционира, тој нема да работи. Така да тоа е факт. Треба да научиме да го прифатиме тој факт и да не го земеме здраво за готово тоа што ќе ни го каже на тасна ChatGPT. Туку сепак човек да го испрочита, да го верификува, да го едитира таму кај што треба, да го направи фактографски точен. Улогата на воспитувачот во училницата е повеќе од пренесување информации. Наставниците обезбедуваат менторство, им помагаат на учениците да ги исполнат своите емоционални и интелектуални потреби и инспирираат љубопитност. Присуството на наставник го олеснува создавањето значајно искуство за учењето. Само човек може да ја изврши оваа улога. Токму затоа вештачката интелигенција не може да го замени наставникот во училницата. Сепак може да послужи како одлична алатка за да се направи нивната работа поефикасна со преземање на повторливите задачи. Се обидува во пренесувањето на информации, но не може во емпатијата, во социолошкиот момент, онаму каде што треба да се предаде со љубов, нели, со внимание кон децата. Каде би можела да помогне на наставниците, повеќе ќе кажам, нема да ги замени, туку ќе помогне во административните повторувачки задачи кои ги имаат наставниците. Некои истражувања велат дека дури половина од времето наставниците го поменуваат во административни задачи, само половина во директна интеракција со учениците. И во тој дел навистина ќе помогне. Ќе помогне во оценувањето и објективноста при оценувањето, во следењето на процесот на учење на децата, во наоѓањето на аномалии каде постојат во процесот на учење и така натаму. Во тој дел навистина ќе има еден позитивен фидбек. Сликата која што најчесто имаат граѓаните за растот и развојот на вештачката интелигенција, најчесто некоја слика која што сме виделе на филм или сме прочитале во книга и тоа е нешто многу опасно и страно. Сметам дека со доволна информираност за тоа што всушност представува вештачката интелигенција и во кој степен на развој е во моментов истата, би се надминале дел од тие стравови и би се разбрале подобро достигнувањата кои што ги имаме реално во вештачката интелигенција. Во моментов вештачката интелигенција е многу развиена, но сепак е далеку од развојот кој што граѓаните го гледаат и го очекуваат дека е така. Немаме генерална вештачка интелигенција, не постои, односно немаме систем или машина или програма која што е се паметна и се моќна и која што може да решава секакви проблеми во секакви контексти како што може човек. Значи сме далеку од тоа се уште. Имаме системи кои што се многу напредни и кои што се многу добро опремени да решаваат одредени специфични проблеми во специфични контексти. Но сепак сме далеку од таква генерална вештачка интелигенција која што најчесто ни е пласирана во филмови и малку ни е страшна. Сметам дека има простор за загриженост и рационална, разумна загриженост во однос на дел од опасностите кои што сепак постојат. Во контекст на тоа дека како и кај други паметни системи може да имаме простор за злоупотреба и манипулација на податоци, така и во системите на вештачка интелигенција. Може да имаме случување на големи грешки и привиди и дезинформација кога вештачката интелигенција би се користела со целосна доверба. И сметам дека е тука исто многу важно да се напомене дека вештачката интелигенција не е безгрешна и колку и да ни делуваат тие системи на смокини, тие не се 100% точни. Доколку му се постави соодветно формулирано прашање на ChatGPT, тој ќе каже можеби и некоја приватна информација со која тој бил хранет. Например, адреса или број на лична карта и број на телефон на некоја конкретна личност, на некоја конкретна адреса. Тоа не е дозволено. Меѓутоа, доколку го нахраниме ChatGPT со такви информации и ако соодветно му формулираме прашање, тој тие информации ќе ги каже. Така да од таму почна, поради таквите појави почна стравот од ChatGPT што тој ќе направи и почна Италија, Германија почна да сака да дигнат рачна на неговото појавување. Меѓутоа па со тоа па автоматски своите земји и своите економии ги прават поранливи и намерно
ги прават потешко да се снаоѓаат со другите економии кои немаат рестрикции на користење на чат GPT. Децата и младите треба да разберат дека вештачката интелигенција има ограничувања и може да прави грешки. Може да биде пристрасна, па дури и склона кон предрасуди. Па тука има повеќе чинители, не би барала еден фактор, туку повеќе чинители се во тој процес вклучени, вклучувајќи ја примарната социјализација, односно семејството, родителите, оние кои треба први да зборуваат за свеста кај децата и тоа кои се придобивките од вештачката интелигенција и машините, па потоа тука е формалното и неформалното образование преку едукацијата, многу тренинг. Одговорната употреба на вештачката интелигенција не само што е важна, туку е неопходна, затоа што, како што кажав, има некои реални опасности од користењето на истата. Дополнително не напоменав дека може да се нарушат значајно човековите права и правото на приватност и слично со користење на вештачката интелигенција. Она што се прави во моментов во дел од компаниите кои што развиваат вештачка интелигенција, креирање на посебни тела кои што истата менаџираат, или пак се креираат иницијативи на рамки на Обединените нации и слично кои што би работеле со таквиот етички аспект на вештачката интелигенција. Во смисла на одговорна употреба од наша страна, како индивидуи кои што ја користиме, она што го кажав, мислам дека е најважно да имаме свест дека не е семоќна, дека не е се паметна, дека може да сгреши и да бидеме ние оние кои што финално ќе проверат некој резултат или ќе проверат некој одговор пред да го пласираат понатаму, а и да си ги заштитиме податоците како што сметам дека треба да правиме со било кој паметен систем. Затоа, многу е важно децата, па и сите ние, да научиме да размислуваме критички, да одлучиме како и колку се подпираме на вештачката интелигенција. Тоа е единствениот начин да се искористи технолошкиот напредок во денешниот свет, без да се подлегне на неговите лоши страни. Вештачката интелигенција се менува брзо. Се менуваме и ние. Се менува и образованието или ќе се менува. Она што сите треба да го сватиме е дека вештачката интелигенција не може комплетно да го замени човештвото, барем не засега. Довидување до следната приказна.